Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Пази, Микш, крајот на светот нема да дојде се дур цвета 5000 години старото дрво. Да. Види, не е се така црно за нас. Има надеж. Ајде да видиме што ќе кажат граѓаните. Дали се ближи крајот на светот? Да, Да? Да. Како ќе изгледа? ќе умреме се. Што бисте се ближили крајот на светот како што пише на интернет? Не, Зошто? што така е пишено. Не. Не? Не, се. Да. Мислам, не би требало, ама ова што зборат сега за што е Вулков топло и тие така работи, на малце чудно. Да, претпоставам дека не баш така како што Холивуд го прикажува. Мислам дека во наредниве 200 години не би се десило тоа. Сега баш нема да биде крајот на светот, а во однос на културно пропагање, мислам дека више треба да пропадне светот. Па не баш, затоа што крајот на светот се ближи некако често, последните години никако да дојде. Да, што ќе се деси на крајниот ден? Роботи ќе ни убијат се. Самите ќе се сповиеме, ќе си зедеме. Кажи ми, дали не се заканува Армагедон? Па не. Од Трета светска војна или веќе е почнат? Ни од едното, ни од другото. Армагедон веќе живееме. Веќе живееме, значи Така. веќе се случува. Да, културолошки Армагедон. Не, Не? Значи има време? Имаме време. Веќе е во тек. Веќе е во текот. Неговото чекање ќе биде пократко од 1 минута. Може да е почнал, да не кажам. Светот се забегал. Почна. Како изгледа? Кажи. Виртуелно. Против Матриксот се бориме ние. не верувам дека Што ве голо да ве? теор. Ама било стварно интересно. Што е поизгледна апокалипса од глобално затоплување или од до нова ледена доба? Па првото. Од глобално затоплување, мислам. Занимливо. Занимливо. Зависи за кој дел, не знам искрено да видам. Апокалипса од глобално затоплување. Глобално затоплување. Слушам дека Индија била до 60 степени стигнала с топло и се тоа и искрено малку страшно изгледа. Новата ледена дома. Затоплување. Нова ледена доба. Да. Да. Па не знам, мене ми е поладно. Кажи ми, што те плаши повеќе, крај на светот од пандемија, судар со астероид, земјотрес или инвазија од марсовци? Човечката глупост и турбофолтот. О, инвазија од марсовци. Искрено би сакала да се деси инвазија од марсовци. Со марсовците мислам дека најдобро ќе се разберам. Може си одам дома, не се знае. Судирот, астронит, астромеид, Астероид. астероид. Се надевам дека ќе имаше зомби апокалипса, барем зашто имам таква спремна тактика. Астероид? Астероид. Ни едно да Земјотрес се пострашно, дефинитивно. Ближува, ти паѓа све. Марсовци ќе биде маце интересно. Може маце ќе не мачат, ама нешто друго откриваме. Не се плашам. Што да се плашиш? Стик ќе бираме. Пари време поживееме. Кажи ми, што е поголема закана за нас, вештачката интелигенција или човековата глупост? Човековата глупост. Така, нема лек за тоа. Не води. Вештачката интелигенција. Мислам дека се пострашно и пострашно станува тоа. Вештачка интелигенција не фаќа таму беше луѓе се природно глупи. Човечката глупост дефинитивно не носи само полошо и полошо стање. Дефинитивно. Проблемот со глупоста. Нормално. Човековата глупост. Човековата глупост што ја измисли вештачката интелигенција. Не, глупоста. Во секој случај. Човековата глупост дефинитивно. Дали треба малце да олабаиме со филмови и вести за катастрофи и крајот на светот? Дали има тие влијание? Дефинитивно има влијание и тоа мислам дека е намерно влијание. Дефинитивно затоа што тие што се на висока функција само сакаат да не заплашуваат за полесно да го контролираат народот и да го разбават меѓу себе. Општо треба да олабавиме, многу сме напети, напорни, Добро. без трпение, малку повеќе треба да се сакаме, на пример. Па да, мислам дека треба да се избегнуваат. Искрено страх ми е затоа што кај моите пријатели друштвото е во моментов е тоа тема на разговор. Да, треба да олабавиме и малце се препуштиме на други жанрови, она што не расположува и што ни дава позитивна енергија. Мора да се олабавиме малце да го гледаме светот на поголема слика Така? и да го живееме животот едноставно, само. Да, гаси телевизор. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.